Почитувани студенти, ми представува особена чест и задоволство да ви се обратам на првиот академски час, да ви посакам топло добре дојден Универзитетот Гоце Делчев во Штип и да ве запознам со поволностите кои што произлегуваат од студирањето на нашиот универзитет. Денешната презентација е замислена да биде интерактивна, така што секогаш кога ќе забележите QR код на презентацијата, слободно можете да ги извадете вашите паметни телефони и да ги скенирате QR кодовите. На почетокот ќе започнам со една информација која што верувам дека секој еден нов студент го интересира, а тоа е локацијата на матичниот факултет. Треба да знаете дека Универзитетот Гоце Делчев во Штип може да се расчлени на 4 кампуси, кампус 1, 2, 3 и 4, и локацијата на секој од овие кампуси можете да ја забележите на мапата на градот Штип, која што е дадена на овој слайд. Сега треба да знаете дека еден кампус не подразбира една зграда, а ова е од особена важност за колегите на Факултетот за медицински науки, бидејќи тие своите наставни активности ќе ги вршат на кампус 3, меѓутоа во различни згради кои што припаѓаат на овој кампус. Исто така, на почетокот од вашите студии, потребно е да бидете запознати и со тоа што представува службата за студентски прашања. Службата за студентски прашања во вистинска смисла на зборот ви обезбедува ваша административна поддршка во текот на студирање. Одделенијата на оваа служба се лоцирани на различни локации низ градот, односно во зградите на матичните факултети, а исклучок повторно представува Факултетот за медицински науки, кој што поради комплексноста има своја служба на студентски прашања лоцирана во центарот на градот Штип. Инаку, на службите се вработени референти, кои што вие како студенти може да ги контактирате лично или пак преку нивните службени електронски пошти и на тој начин да ја добиете вистинската административна поддршка во текот на студирањето. Поддршка може да добиете и од Универзитетското студентско собрание. Со запишување на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, вие потенцијално може да станете и член на Универзитетското студентско собрание или пак на некој од исторените единици, односно факултетските студентски собрания. Главна и основна цел на овие студентски тела е пред се заштита и остварување на студентските права, а во текот на учебната година сосема е јасно дека овие студентски тела имаат и други активности. Во овој момент председател на Универзитетското студентско собрание е нашата колешка Сара Денкова, студент на општа медицина на Факултетот за медицински науки. Во овој момент веќе сите гледате дека можете и да ја контактирате, бидејќи незината службена електронска пошта ви е достапна на сите вас како идни, тоест веќе како наши студенти. Она што се покажа како изворена пракса на нашиот универзитет е воспоставувањето на хиерархија на комуникација. Што практично би значело тоа? Најдобро е во секоја генерација и на секоја студиска програма самостојно да изберете еден студент кој што ќе ја представува целата генерација најпрво пред предметниот наставник, а потоа и пред раководителот на студиската програма, продеканите и конечно деканите. Нормално, доколку наидете на било каков проблем во текот на студирањето, доколку имате било каква молба, желба или барање, слободно може да се обратите до матичното факултетско студентско собрание или индиректно и до Универзитетското студентско собрание. Стигнуваме до слайдот кој што верувам дека сите најмногу ќе ви интересира, а тоа е концептот на студирање и оценување на нашиот универзитет. При формирањето на оцената, односно при донесувањето на заклучок, дали сте го положили или не сте го положиле испитот, влијание имаат, условно кажано, две фази. Првата фаза се означува како предиспитни активности, а втората фаза се означува како завршен испит. Предиспитни активности имате вкупно 5 на број и како што можете да забележите, секоја предиспитна активност ви носи точно определен број на поени, а максималниот број на поени кој што можете да го освоите од предиспитни активности изнесува 70. Кога ќе поминете во втората фаза, односно на завршниот испит, можете да добиете уште 30 поени и на тој начин да стигнете до 100 поени или практично тоа ви е чиста десетка. Меѓутоа, десетката не е единствената оцена, секако дека постојат и други оцени, а скалата за оценување можете да ја забележите на овој слайд.
Она што е важно да го запаметите е дека за да поминете од првата во втората фаза, односно од предиспитни активности на завршен испит, потребно да исполните 3 основни услови. Првиот услов е да имате минимум 42 поени од вкупните 70 поени на предиспитни активности. Вториот услов е да добиете минимум 6 поени од присуство на предавања и минимум 6 поени од присуство и активност на вежби и на тој начин да го добиете подписот од предметниот наставник, кој што ќе ви обезбеди условно кажано виза за полагање на завршен испит. Без сомнение, најголема предност на нашиот универзитет представуваат електронските платформи, и тоа Microsoft Teams, e-учење, e-индекс, e-библиотека и e-пошта. Во овој момент, сите кои што имате желба, слободно можете да ги извадите вашите паметни телефони и да го скенирате QR кодот со цел пред вас да се појави листата на електронските платформи на нашиот универзитет. И да не успеете, воопшто не грижете се, сето ова ќе ви биде објавено и детално ќе ви биде објаснето и на официјалната веб страница на нашиот универзитет. Најпрво ќе започнеме со алатката Microsoft Teams, која што верувам дека на сите ви е добро позната, бидејќи за време на пандемијата, основната алатка која што овозможуваше одвивање како на основното и средното, така и на високото образование, представуваше токму оваа алатка. Зошто нам како универзитет ни е важна? Првенствено, бидејќи обезбедува можност за хибридна настава и секако преку оваа алатка може да се остварува непосредна комуникација помеѓу професорите, асистентите и секако вас студентите. Понатаму ја имаме платформата e-учење. Оваа платформа ви обезбедува бесплатен пристап до сите курсеви, односно сите предмети кои што ги слушате во тековниот семестар. Зошто ви е важен тој бесплатен пристап? Бидејќи на оваа платформа се објавуваат сите наставни материјали кои што се подготвуваат од нашите професори и асистенти, а се наменети за вас студентите со цел полесно совладување на наставната материја. Исто така, оваа платформа ви обезбедува и континуиран преглед на соопштенијата и известувањата од професорите и асистентите, повторно наменети за вас студентите. Следната платформа е e-индекс и доколку би постоела дефиниција за оваа платформа, тогаш со сигурност дефиницијата би гласела електронско досие за секој студент. Зошто? Бидејќи оваа платформа ви обезбедува преглед на поените од предиспитни активности и завршен испит во секој еден момент, односно преглед на оцените по предмет. И она што е поважно, оваа платформа ви обезбедува можност по електронски пат да ги реализирате сите трансакции кои што ви се поврзани со студирањето, да вршите упис и заверка на семестар, да вршите избор на изборни предмети, да пријавувате дипломска работа и завршен испит, кои што во овој момент ви се чинат далеку, меѓутоа верувајте ќе дојдат многу брзо, и секако да креирате барање од вас студентите кои што понатаму ги проследувате до службата за студентски прашања. Следната платформа е библиотека. Оваа платформа ги обединува сите изданија на универзитетот на едно место и ви обезбедува лесен, брз и едноставен пристап до нив. Кога велам изданија, мислам на учебници, учебни помагала, стручни прирачници, практикуми и така натаму. Значи нема потреба да се грижите дали ќе го совладате или нема да го совладате наставниот материјал, секако дека ќе имате бесплатна литература која што со сигурност ќе ви овозможи материјата да ви биде многу поблиска до вас. Последната платформа која што накратко ќе ви ја презентирам денес е e-пошта. Знаете дека со запишување на нашиот универзитет, IT секторот ви креира уникатни службени електронски пошти по принципот. Ова добро запаметете го. Име, точка, број на индекс, мајмунче, student.ugd.edu.mk. Зошто ви го кажувам ова? Ова ви го кажувам бидејќи со помош на оваа службена електронска пошта и со помош на ова корисничко име, вие веќе може да се најавувате на сите претходно наведени платформи и на тој начин да имате лесен пристап, еве на пример до распоредот за новата учебна година. Инаку оваа електронска пошта треба да ја користите во официјалната службена комуникација во рамките на самиот универзитет, кога ќе се обраќате до професори, до асистенти, до референтите од службата за студентски прашања, меѓутоа не е исклучена можноста и оваа службена електронска пошта да си ја користите и надвор од универзитетот која ќе остварувате некоја службена комуникација со некоја друга институција.
Универзитетот Гоце Делчев во Штип ви нуди многу повеќе од студирање, првенствено спорт и култура. Што значи тоа? Тоа значи дека во текот на учебната година организираме различни спортски и физички активности во кои што може да се вклучите и вие како студенти. Например, се организираат планинарски тури континуирано, а исто така на нашиот универзитет се веќе формирани спортски клубови во кои што исто така може да членувате и вие. Овде неизбежно е да се потенцира и кариерниот центар, кој што ви овозможува да го засилите вашиот личен растеж, да го зајакнете професионалниот став и професионалниот идентитет и на тој начин на пазарот на трудот да му се понудите како високо квалификувани кадри кои што освен теоретското знаење ќе имаат и богати практични вештини. Последна, но не и најмалку важна е Erasmus Plus програмата за мобилност, која што од година в година зема се поголем и поголем замав, што значи дека го скренува вниманието на се повеќе и повеќе студенти, од проста причина што вие студентите преку оваа програма имате можност дел од вашиот студентски живот да го поминете надвор од границите на универзитетот, односно надвор од границите на Македонија во некој од европските партнер универзитети на нашиот универзитет. Доколку сакате да бидете тековно информирани во врска со сите новости на универзитетот, ви препорачувам да ги заследете официјалните профили на нашиот универзитет и на вашите матични факултети во рамките на самиот универзитет на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Она што исто така ви го препорачувам е да станете дел од УГД Вибер заедницата. Значи со скенирање на QR кодот кој што ви е даден веднаш до символот за алатката Вибер, вие можете да се приклучите во УГД Вибер група во која што членуваат повеќето студенти и во која што се објавуваат информации кои што се поврзани со вас студентите. Значи информација од типот на соопштение за сесија, соопштение за упис, соопштение за заверка на семестар и така натаму. И да не успеете тоа да го направите сега, пак ќе повторам, ова сето ќе ви биде објавено онлайн и нема потреба да се грижите. На крајот, моето излагање би го заокружил со слоганот на нашиот универзитет, како што каже и ректорот: изберете мудро, делувајте храбро. Вие избравте мудро, во тоа ве уверувам, останува уште да делувате храбро, а во тоа пак најголема поддршка ќе ви бидеме ние, вработените на универзитетот. Ви посакувам успешен почеток на новата учебна година, наши идни академски граѓани. Среќни!